Голем наплив на плевел во оризовите ниви им создава нови главоболки на земјоделците. Се работи за широколисно растение што плови над водената површина и годинава е застапено во целото кочанско поле. Производителите на ориз велат дека во помал обем го имало и во изминатите години, но брзо и лесно се уништувало уште при првото прскање против плевелите. Годинава е во напредна фаза, па земјоделците не знаат што да прават, бидејќи го проретчува веќе изникнатиот ориз. Има еден лист, широколисно е тоа, што значи тоа е катастрофа. Не му дозволува на оризовата површина на самото стебло да братиме и да можеме да произведеме повеќе приход, него што ово е стварно уништување на самиот ориз. Рачно да се чисти? Нема шанси, тоа е теписон, тоа е тепик, што нема шанси тоа никој да го чисти. Нема никакви шанси за рачно чистење, само некаков препарат ако може да го уништи. Стручните лица потврдуваат дека во оризовите полиња има појава од нови плевели, што негативно влијаат врз вегетацијата, што како последица пак може да доведе до пониски приноси. Дополнително ги изложува земјоделците и на напор и дополнително трошкови стварат. Затоа што и самите хербициди кои што нивната препорака е да се третира во помали фази додека се понежни, со помали дозаци го сузбиваме тоа. Меѓутоа што се случи годинава имаме континуирано неповолни временски прилики за производство во било кој домен на растителното производство. Како од појава на болести, така од појава на штетници и од плевели. Конкретно за оризот се јавуваат и нови подвидови на плевел, затоа што оризовата култура не напредува, стагнира, а временските прилики на плевелот му погодуваат и тој бега пред оризот. Со оглед што регистрираните препарати против плевели кај оризот веќе се потрошени, односно ги нема на залиха во земјоделските аптеки, невозможно е ефикасно уништување на новиот плевел. Од друга страна, и да ги има, не е препорачливо да се прска со нив, затоа што оризот е во поодмината фаза и можно е хербицидот да делува фитотоксично врз самата култура.